Дрварот што арнисал да оди на дрва. Што е късмет ќе дојде. Чита Александар Станојков. Си бил еден дрвар. Одил на дрва многу годиње и никако аир не видел. Еден ден, многу беше му се смачило идејќи му од дрва, чунки беше врнало лапаица, сиот се испотил едно чудо. Дошол во двор кај себе дома и ја натерал жената си да си растојари магарињата од дрвата. Море човеку, што не си растоариш сам добиците, туку ме тераш мене? Му рекла жената му. Растоари, жено, и не вреви, оти доста ми е маката. Еве, душа, ова носов ми дошла. И да знаеш, жено, оти од денеска вамо нема да ти одам на дрва. Доста веќе сум робувал толку години. Од сега вамо ќе седам дома и ќе чекам што ми е късмет. Само дома нека ми дојдете. Вака да знаеш, домаќинко моја. Насмеа, нашака, дрварот си седнал дома и саде си истегал на колк, чекал од Бога алвица да му паднит. Беше спружил еден чибук, седит сантим му работиле од бучин водениците. Поминале неколку дни, така седел и не одел на работа. Жената му туку се чудела на ошто ум се наоѓал мажот ја. Море домаќине, море душко, играш како некое дете со кукли и со ашици. Море, стани човече бре, оди на дрва да извадиш некоја пара, оти ќе умриме за леп. Нам не ни рекле на речниците на треќа вечер за да сме богати да си лежиме на колк. Оти ако полежиш уште некој ден ќе си умриме со се магариња од глад. Стани, напи магарињата вода на рани се исчешлај, и оти ако ти пцуисаат пците, отне него ја да ти пропатиме после. Јас, жено, не е чаре да станам, оти ми е късметот, овдека нека ми дојдет, дека сум работил толку години ти аерот му го видов. Ете ти магариња, ете ти се што знаеш, прај сега. Виде не виде пуста дрварица го арнеса. Поминало уште некој ден и ете ти еден човек од комшиите дошол приквечер и му и посакал 3 магариња да си донесел троа бела земја ѓоа, така му рекол човекот. Му и дала дрварицата магарињата на човекот и тој отишол кај што копал земјата бела. Беше нашол едно азнут и беше и тоарил магарињата со пари. Од која беше и тоарил парите, беше се отпустил брегот и беше го притиснала земјата. Стоеле магарињата и најпосле сами си дошле дома. Кога и видела дрварицата тоарини со пари, брго затворила портата и отрчала при мажа задишаната му рекла: Море, стани мажу бре да ослепиш, да и растоариме магарињето ти со пари тоарини ни дојдоа. Мори не станува, жено, што е късмет овде, нека ми дојдит пред мене, вака да знаеш. Море го моли, го гали, не би возможно да го кренит. Виде не виде дрварицата и растоарила сама и крена една вреќа враци и му истурила него парите. Така, море, жено, ете вака сакам јас. Видиш, еднаш кога ти седнав да не работам и веднаш късметот за работи. Јас кога ти велев. Видиш како ми излезе на моето. Ај сега, жено, ела да и закопаме и да си поминеме, дури сме живи со пораат, ја рекол дрварот. Ете, што ти велаат стари, не кому е печено, ами кому е речено, тој го добива азното. Друг еден дрвар имало што видел оти сарафите со седење печалеле пари. И тој седнал домата, сиграл со неколку гроши и со пари, и си и тропал како сарафот што и тропа и чекал парите сами да му дојдат, како што му иделе на сарафите. Друг еден дрвар видел еден трговец што си клава парите под веленцето кај што седел, што му носеле светот, и тој седнал да чека да му дојдат пари и да их клава под веленце. И на двајцата дрвари му дошле пари, како што му дошли и на горниот, што ми кажал Трајче, и се обогатиле.